والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Драги браќа, најголемото нешто што Аллах тебареке ва таала може да му даде на својот роб е упатството во неговата вера. Аллах тебареке ва таала робовите ги дели во упатство. Значи на кого му овозможува Аллах џеле ва ала да го изговори шехадетот ла илаха илаллах Мухаммед Расулуллах и да го практикува исламот, значи да клања намаз, да пости, да дава зекат, да иде у хаџ. Значи овој човек се вика муслиман. Овој човек се вика муслиман. После тоа треба да верува кај Аллах тебареке ва таала дека е еден и единствен. Дека сите ибадети, молитви, курбани, све што прави робот на Аллах тебареке ва таала, човекот, све што прави од ибадетиве, све да му се доверат само на Аллах тебареке ва таала. Пошто ако му се дават на некој друг, ова се вика ширк. Ако му се дават на некого друг, значи, ако му паѓа сежде на некого друг, освен Аллах тебареке ва таала, овој човек прави ширк. Затоа сите ибадети му се доверуваат на Аллах тебареке ва таала. Добро, браќа. Овој голем месец на Рамазан, ние рековме, значи нон-стоп, овие дерсови на текот во овој голем месец, дека доаѓа како прочистување на човекот. Значи Рамазанот доаѓа да го прочистува човекот. 11 месеци ние сме биле врзани, да кажеме на наводници, со лисици. Значи човекот е зарубен 11 месеци. Пари, работа, куќа, колата, уште еден спрат, уште два спрата, уште ова да го направи. 11 месеци човекот се дава по убавините на овој дуњави. Доаѓа Рамазан, му вели стоп. Доаѓа Рамазан, му вели стоп. Стоп, пошто ние сме создадени, имаме тело, но телото функционира со крв. Значи и месо. Телото функционира со крв и со месо, ова се вика тело. Но ние 11 месеци забораваме дека Аллах тебареке ва таала, за да станеме ние, за да живееме, за да јадеме, за да пиеме, да се множиме, да ги направиме овие работи, треба човекот, ова е со тело. Но работата што Аллах тебареке ва таала, значи му давал на човекот уште нешто друго, што мора заедно идат. Што е тоа? Е душа. Е душа. Ние 11 месеци работиме со телото и се уморуваме. И се видат луѓето колку се агресивни 11 месеци. Кога доаѓа Рамазан, се смируваат. Зошто? Сега почнува со ибадетите. Сега почнува со намаз, почнува со пост, почнува со добрите работи, почнува со садака. И што правиш? Ти гледаш дека човекот се сменил 365 скали. Значи се сменил. Зошто? Зошто почнал да му дава на душата. Пошто, драги браќа, телото бара јадење и пиење. Телото наше бара јадење и пиење. Душата бара ибадети. Душата бара намаз, душата бара Рамазан, душата ги бара овие работи. Пошто ти не можеш со јадење, не можеш. Душата ги бара работите што Аллах тебареке ва таала им го наредил човекот во овој дуњави. Гледајте, браќа, само еден од заповедите на Аллах тебареке ва таала го практикуваме сега, на месец Рамазан. Аллах рекол: "Ја ајюхеллезина амену кутиба алейкумус сијам кема кутиба алеллезина мин кабликум лааллекум таттакун." Овие што сте верувале. Ја ајюхеллезина амену, вие што сте верувале. Значи ви се прописал месецот Рамазан, значи да го постите. Како што постиле претходните народи. Еден заповед на Аллах тебареке ва таала го практикуваме овој месец. Значи сите ние постиме. Значи елхамдулилlah цело село пости. Гледај колку е сменето ситуацијата. Гледај, пошто ова земја функционира кога ние ќе го задоволиме Аллах тебареке ва таала.
ова земја функционира кога ние ќе бидеме послушани. Аллах заповедите што ги дава, ова направи го правиме. Аллах џеле вала пушта рахмет. Гледај, еден месец сите постиме, гледај, нема ни кафи, нема ни ништо. Сакање колку сакаш, љубов помеѓу браќата, љубов помеѓу комшијата, љубов помеѓу брат со брат. Зошто? Зошто Аллах ставил закон во земја. Направи ги фарзовите, обожавајме мене, ќе има среќен живот. Гарантирам Аллах. Направи ги фарзовите, слушајме мене, немој ширк и куфр да ми направиш, ја ќе ти дадам убав живот. Што рекол Аллах тебарека ва таала во Куран? Ва мен а'рада ан дикри фа инна лаху маишатан данка. Кој ќе му го сврти? Значи грбот на ова упатеност, значи на динот на Аллах тебарека ва таала, што ќе има ја раб? Ќе има тежок живот.